Почитувани, добар ден. Соопштение 1. Се обвинува дека владата со смена на членовите на управните и надзорните одбори со отпуштањето од работа на вработени во администрацијата врши партизација на институциите. Владата започна да вработува партиски војници, комичари. Соопштение 2. Власта спроведува опасна и брутална партизација на институциите, на безбедносните служби, агенциите. Додека се бркаат луѓе од работа и се прават чистки на клучни позиции, владата започна да вработува партиски војници, актери. Која партија стои зад првото, а која зад второто соопштение и не е важно? Едното е од пред 7 години, другото пред неколку денови. Најважно е дека се обвинуваат за иста работа – партизација на институциите. На секој 4 години промена на кадарот, постојано нови луѓе, а институциите работат се полошо и полошо. Наместо да се намалува администрацијата, се полни постојано со партиски кадри. Ке дочекаме ли ден кога ќе се намали администрацијата? Тоа е оно што ве прашуваме во Црвена линија, но и ве прашуваме дали сте задоволни од работата на институциите. Зошто се толку посакувани работните места во институциите? Ке ве прашаме и на Инстаграм, но за да одговорите на денешната анкета треба да не заследите. И заследете не веднаш и кликнете на Инстаграм стори, а таму е прашањето. Дали би работеле во државна институција ако платата е 2 пати поголема во стопанството? Имате две опции за одговор, да, не, и секако ќе кликнете на вашиот одговор, ќе пресметаме во проценти и ќе ги соопштиме резултатите, се разбира, пред рекламите. Но воедно и ќе ве потсетам сите вас кои што еве можеби за прв пат ќе се јавите во Црвена линија, имајте предвид дека веднаш по вртењето на нашиот добро веќе познат број 023070005 задолжително треба да се намали целосно тонот на телевизорот. Значи јас и вие зборуваме на телефонска слушалка, а оние кои што можеби ќе вртат и нема да успеат да не добијат секако оваа дискусија преку коментари, споделување, дури и по завршувањето на Црвена линија можете да ја продолжите на Facebook. Профилот е Црвена линија и секако профилот на Телма телевизија на Facebook. Ајде да почнеме со вас, да ја почнеме оваа Црвена линија. Добро вечер. Ке мора многу погласно да зборувате, да ве слушнеме. Добро вечер. Ало? Така, веќе е подобро. Повелете. Ве слушаме, дали ме слушате? Да, ало. Да, па еве, например, според вас, дали сте задоволни пред се од работата на институциите? Добро што се ова се случи на самиот почеток. Верувам дека добро не слуша сега од својот дом гледачот кој што се вклучи, но за жал се исклучи. Значи, штом ве преземат од режија, јас ве замолувам веднаш целосно да го намалите тонот на телевизорот. Јас и вие да зборуваме само преку телефонска слушалка. Добро вечер. Добро вечер и убава вечер ако сум јас. Секако вие сте и со вас и отвараме Црвена линија. Фала. Значи, не знам, можда има некој што се задоволни, меѓутоа као што слушам и гледам и кога со луѓе нели зборуваш, коментираш, ја не знам колку посто се задоволни од институциите. И јас ќе кажам само за мене, да чекаш ти умреница 3 месеци, понатака што да ви кажам, 5 пати одиш таму, ти викаат онлайн, одиш и викаш онлайн, ти викаат немаш онлайн, плаќаш онлайн таму колку треба, немаш онлайн, значи 3 пати платив, не е битно, ајде тоа што го платив, меѓутоа 3 месеци да чекате вие умреница. Значи, а да не зборувам извод од матично, што треба и некои други работи, пак заврши со, како да кажам, непотизам. Значи, преку второ, трето лице, некако да дојдеш нешто да заврши, да ви кажам срамота. Ги гледате таму, седат, си прават муабет, си гледат на мобилни телефони, па не знам ова, па не знам ова. Значи, што све видов јас за тие 3 месеца и колку одев по тие врукини, значи не можам да ви кажам. Се прават ли еве и многу паузи во работењето и тоа да прашам? Ама што во паузи во работењето, вие не можете, не знаете кој кога е на пауза прво.
Значи ја не знам од колку до колку им е пауза. Не пише од толку до толку, значи ако се сите, ако не е некој треба друг да го замени. Значи такви манипулации има, луѓето си уживаат и прават како што си сакаат, затоа што знаете како, на први ќе си земе плата и уопште не му е гајле. Дали сработил, не сработил. Кога ќе му се направи, па јас имам уште не можем. А тогаш зошто се толку посакувани ве кај нас ваквите позиции и работни места? Па затоа што не работиш ништо, земаш плата, уживаш, што сакаш правиш. Благодарам многу што и со вас ја почнуваме оваа црвена линија, па да видиме останатите гледачи какви одговори ќе дадат на денешните прашања на црвена линија. Добро вечер. Добро вечер. Дали сте задоволни од работата на институциите? Да. Добро. Ќе ни образложите? Па, секој се гледа својата работа. Тина, јас сум малце болен, на боловање сум. Јас Чазаровски Игор сум. Игор е на телефон. Па добро, Игор, ве дали во добрите денови, слободно ќе кажам, кога сте се чувствувале добро, сте имале потреба да одите, нели, да завршите административна работа, дали сте биле задоволен од услугата? Да, задоволен сум. Добро. А еве зошто во Македонија сите сакаат да работат во институции, државно што би се рекло? Па зашто многу пари, се зема многу пари. Вие лично дали би работеле во државна институција ако платата е 2 пати поголема во стопанството? Во државна и во приватна, па да ви кажам, тоа е исто нешто, само државата се води сметка да до власта, ќе докажам до власта, државно или приватно, Македонија да си работи на македонски јазик, да почне администрацијата, дечината да учат економија, Благодарам многу, Игор, за вашето учество во црвена линија. Ви посакуваме секое добро, а најмногу од се благосостојба и добро здравје. Продолжуваме понатаму. Добро вечер. Здраво. Здраво. Пред се му пожелувам на Игорче брзо повраќање у нормала. Благодарам. Како што повеќе ви се јавува по емисиве, побрзо ќе се врати у нормала. Само тоа да му препорачам. И што повеќе нека чита книги, било што таму нека се занимава со некои занимаци. Драго ми е што посакувате добри денови за нашите гледачи, кои што може би се пред ваков предизвик. Мајде да ве слушам каков предизвик е да се работи во државна институција. Според вас дали сте задоволни? Ја би кажал за државни институции, знаеш повеќе зашто се запослуваат. Повеќе се арамолевци, неработници, партиски војничиња и измеќари на партиите. И плюс, знаеш, сигурен стаж, дека му тече стаж, дека придонесе за инвалидско, пензijsko им се даваат. Иако и тоа е превара, еве да речем, ја имам зето градски работи и му каснат со социјалната, значи не може да си земе човекот за некои своји потребштини здравствени, да си ги земе лекарствата, се дека не му префрла социјала. Приватното се плаќа повеќе, ја им давам гаранција дека се едино ова шнајдерска работа не, али други да речеме компјутерски овие што се оперативци растураат, може и по 2000 евра плата зимаат тука на ниво на Македонија. Што се вика, сами може да си плаќаат доприноси. Али само ради тоа клати врата зима и плата, само ради тоа повеќе сакаат од државна. Поздрав, пријатно. Благодарам многу за учеството и сега кој што испративте пораки со охрабрување и добро здравје за нашите гледачи кои што се јавуваат во црвена линија. Добро вечер. Добро вечер. На црвена линија сте, добро вечер. Добро вечер. Ве слушаме, повелете. Благодарам. Па видите, што се нешто до јавна администрација за постојање и за доволно и незадоволно, прво треба да се проверат на луѓето дипломи од кај се на факултетите. Со овие приватни факултети се многу лесно се доаѓа. Многу, премногу се доаѓа. И се тоа партиски каде. И така натака. Јас сега ви кажам една работа, може некој нема да ме вере.
имавте пратеник од оваа владеачка партија со 2 мандати. Кој има прва година завршено о Жут Владо Тасевски, втора и трета има Коновар. А факултетот, колку што слушам, мојот Битола. Лично и прелично го познавам од Ајде, сите. според вас, зошто се толку посакувани работните места во државните институции? Па затоа што со таа диплома ќе го запосли во државна институција. Не може со таа диплома ја да имам фирма добра, јака да го запослам да ми донесе диплома од Тетово. Од тие sad не можам да се сетам. Од Штулови и Мулови. Ево тука е проблемот. И ја дека би имал фирма, таква диплома да не ми донесе. Има мој човек што заврши факултет на таа страна, да му дадете 4 тањери да испре, 5 ќе искрши. А работи у главна институција. Вистината е таа. Кој разуме, вика Србите, сватиче. Дали некој ќе ме препозна или не, баш ме брига. Фала ви, поздрав. Благодарам многу и вам што бевте дел од оваа црвена линија. Сега кога останете со нас, продолжуваме. Добро вечер. Добро вечер. Вие лично колку сте задоволни од работата на институциите? Па задоволни, незадоволни, работата од институциите се исто како што беше порано, така и сега. Институциите си работат со исто темпо. Значи, потполно ист терк си имат, ништо не е сменато во шемата на работа. Така да, јас не гледам некоја разлика. Задоволен е задоволен, тоа е работата од институциите. Ако може некоја работа да се сврши за 2 дена, ќе ти речи почекај за дојди другата недела. Разбираш, тоа е, едноставно не сака. Инертни се, секако. А зошто се толку посакувани овие работни места во државни институции? Посакувани се, те баш ради тоа, ти може да одлага. Ако работи како приватник или кај приватник или било што, од овие луѓе не се за кај приватника, не се ни за приватно да работат. Кога би работеле приватно, некој може да одим знај да работи, меѓутоа вака истите пари ги зема, не работи ништо, бензичката ќе биде на крај обезбедена, ќе има висока ставка таму, образование Господ знај дали има или нема, не е толку битно. Главно лепел плакати, бил подобен за таа работа и ќе си тера и понатаму. Се до пензија ќе тера, никој не може да го помести од тоа место. Ќе дојде другата власт, другата партија ќе дојде и така ќе го остави. Нема кај да нема. Благодарам многу за вклучувањето во црвена линија. Имајте го предвид и тајмерот од 90 секунди. Добро вечер. Ало. Добро вечер, во црвена линија сте. Добро вечер. Повелете. Дали се слушаме? Се слушаме сам. Да, дали сте задоволни вие лично од работата на државните институции? Па задоволна сум, бидејќи јас сум дел од администрација и сум вработена во државна институција, во Министерство за финансии. Така. Вака кога слушам, нели гледачи која се јавуваат, малку звучи иритантно и јас како административец со долги години работен стаж, не може да се стават во исти кош, нели, кога ќе збориме општо земено институциите. Значи, во една институција има многу сектори, и во тие сектори има и многу вработување. Дали се партиски или не партиски, значи тоа што се е квалитетно, дали било вработено во времето на ВМРО, па дошле СДС, па сега е пак ВМРО, тој што си е квалитетен и тој што зависи од работата, иде на работа, да си честно заработи и да си ја донесе платата дома, не може да биде во исти кош со некој што доаѓа, да речеме, на работа, да се прошета и да си отиде дома. Постојат ли контроли за да се увиди тоа дека постојат оние како вас, како што рековте, што работат, а има и некои кои што не доаѓаат на работа? Така, има ги, не доаѓаат на работа, ама тоа не се оптоварени, односно тоа се одредени профили, да речеме, навработени луѓе кои
Благодарам многу, особено ни е драго еве што се охрабриште, се јавивте секако да споделите и од ваш агол, бидејќи директно сте вклучени во работен процес токму во државна институција. Време траењето на едно излагање во црвена линија е 90 секунди. Па прво ќе ви се заблагодарам за јавувањето во овие 90 секунди, а секако ќе посочам за нови 90 секунди повторно да го завртите нашиот телефонски број. Одлично, продолжуваме понатаму да видиме што ќе кажат останатите гледачи, бидејќи ве можете да слушнете веќе поразлични одговори на нашите денешни прашања. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, ве слушаме. Вака. Значи, од некои институции сум задоволен, од некои државни институции не. Зошто толку посакувани работни места во институциите, во јавните и државните предпријатии? Па кој не ќе таму? Отварај врата, затварај врата, клатај врата, земај плата, кога сакаш оди, никој не те дира, привилегии имаш колку сакаш, си подкраднуваш, ако си на такво место, ги полниш джебовите. Дури ја неќам вака има таа споредба, вие рековте, дека 2-3 пати да е во приватно поголема платата во државна. Ја би работел и без плата во државна. Не да ми дават плата, без плата. Дури би платил и како што плаќаат некои по 2, 3, 4, 5.000 евра за вработено место. Значи, пример, ето, во Македонски шуми, би работил и тоа со задоволство, неќам плата, царина, полиција, во други државни институции. Што ќе ми ја плата мене? Не ми треба плата. Ја плата ќе си ја заработам за цела недела, ќе водам. Сега, има институции државни кои што еден стварно работи и ја работи работата, а околу него се врткаат дали идат, не идат, кафе, пијат, врати го отворат. Дури и него го вознемирава тој што ја работи целата работа. Такви и да ги платиш, нема да те биде жал. А такви... Благодарам многу и вам за јавувањето во црвена линија, секако за одговорите. Добар ден. Добар ден. Ќе ве замолам малку погласно. Добар ден. Добар ден, убаво ве слушаме веќе. Повелете. Па вака, ќе се повторам изгледа и јас. Таа претходно што си работи во државна, мислам, администрација, си го има осетено тој терет од тие што не работаат. И да ви кажам, многу е мачно да се работи во државните институции, затоа што некои навистина си идат како на корзо и не почитуваат ни работно време, ниту пак се многу спрема работата да се... Дали тоа значи дека во државните институции нема контрола на квалитетот на работењето? Да, нема ништо, никаква контрола нема, се е распуштена. Само тие, кажав, ќе се повторам, што си се совесно, што си работаат, ги трпат тие нервози и ќе си стојат, мислам, си ја обавуваат работата, ама тоа е веќе притисок на работното место со такви. А повеќето во институциите државни веќе такви се, сега дали ќе се направи контрола од сега, не знам. А дека е навистина, јас во друга институција имам работено и тоа го осетив, веќе сега сум на пензија и среќа што си заминав, затоа што и ја совесно, мислам, си без према работата. И кога ве слушам, велите среќа што си заминав, а еве, зошто тогаш овие професии, односно вработување, се најпосакувани се уште? Па тоа е, ќе си одат на работа, ќе си вршат други бизниси, ќе си вршат и домашни обврски и бизниси и се слобода, си одат по 1 сат, 2 на работа, затоа сакаат да си одат слобода голема има. Благодарам многу, еве, што споделивте и од ваше лично искуство како стојат работите кога станува збор за работење во државни институции. Ве прашуваме во црвена линија колку како граѓани сте задоволни од работата на државните институции. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, ве слушаме. Значи, ние сме незадоволни од институциите затоа што во институциите се пијат многу кафиња и тоа резултира со, знаете, проблеми со пробавата. И тоа ги прави институциите неефикасни. А зошто баш сите сакаат да се вработат во државните институции?
поради тоа што распоредот на работа е многу поволен. Најпрви се пијат 2 или 3 кафиња до 11 часот, па потоа се работи до 12 часот, па потоа има пауза до 13 часот и потоа се работи уште 1 час до 14 часот, кога нормално се напуштаат просториите на институцијата и нормално бенефициите кои што еден државен чиновник ги добива се навистина одлични. Сега се разбира ако работите како некој од овие што ги спроведуваат надвор и внатре, тогаш ќе бидете заробени во расказот од Гоголј кој се нарекува Шинел. Ви благодарам. Ви благодариме и ние секако за вашето учество во Црвена линија. Останете со нас. Треба да слушнеме и понатаму какви одговори ќе добиеме од гледачите. Добро вечер. Добро вечер. Во Црвена линија сте, повелете и вие. Така, би сакала само неколку реченици да кажам за темава. Сума сумаром земено од сите институции, може би има некоја која што совесно ги врши работите, меѓутоа грото ниедна не функционира како што треба. А зошто е посокувано тоа работно место? Затоа што, како рекле, миша е врата доđe плата. Значи, немаат нити норма нешто да исполнат, за да ја исполнат платата, за да ја земат на 1 или било како на 15. Меѓутоа, еве, јас ќе ви кажам како еден проблем, зашто не функционираат институциите. Имаме ние проблем со парното, да кажам. Може би точно еден месец, не само јас, и од мојот влез или цела зграда реагираме. Колку пати тоа и сум го нагласила, затоа што кога се јавуваш на секретарка, се јавуваш, па дали некојаш ќе ти дадат одговор или не, сум барала лично да се јави човек со него да разговарам. Искрено кажано, мува не ги лази. А плаќаме, меѓутоа ние дома седиме како во некое село со не знам какво, мислам, со примитивно затоплување, а срамота е да кажеме дека во стан со парно живееме и мува не ги лази. Не знам веќе до колку пати е тоа пријавено, јавено, не ги интересира. И која е таа институција? Благодарам многу и вам за јавувањето. Добар ден, добро вечер. Добро вечер. Ало, добро вечер. Добро вечер, повелете. Сакам да изразам незадоволство од институциите, особено од Министерството за финансии, конкретно од Управата за имотно-правни работи. Значи, таму се случува најголемиот криминал во држава, што ги засега сите граѓани. Ние пријавуваме многу пати, али од таму има едно чувство на неказнивост и нормално дека ние не сме задоволни од работата на институциите. Имате ли впечаток дека има контрола на квалитетна работа во државните? Апсолутно нема, апсолутно нема. Значи таму тие што се раководителите задолжени за надзор и контрола над подрачните одделенија, конкретно за во Прилеп, тие од Скопје цело време ги бранат и ги штитат, а има конкретни докази дека има направено криминално дело во соработка со катастар, со приватни катастари. Значи тоа е страшно нешто. Зошто и во ваквите работни позиции се исклучително пожелни во нашата земја да се работи во државна институција? Па, затоа што нема одговорност. Значи, тие се на функција таму долги години, обвинителството се солидаризира со тие колеги што се вработени по управи за имотно-правни работи и едноставно волк со волк не се јади. Значи, народот страда. Така, благодарам многу и вам. Еве што споделивте какви се вашите размислувања во однос на темата со останатите гледачи на Црвена линија. Ќе ве потсетам сите вие кои што нема да се успеете да се вклучите во Црвена линија и дури по завршувањето на нашата емисија преку коментари и споделувања активно учество и на Facebook профил Црвена линија, профил Телма телевизија. Добро вечер. Добро вечер, Тино.
Повелете, ве слушаме, во црвена линија сте. Слушате да нешто кажам, јас сам излезен години од работел во Македонија 7 години. А сега работел само у пензија. Ово што се дешава со работата во Македонија е катастрофа. Сега бев кратко во Македонија, едно 15 дена, отидов на онколошки, што видов, ми беше страх и напи порок за пола сат Знаете што се дешава? Имам тие луѓе кои работат во Македонија, само се водат на списови, а работат во Австрија, во Словенија, во Германија, а на списокот и во Македонија. И вие што ќе направите со тие? Ништо не може да направите. Има бюрократија, сега и бино оваа власт ако среди работата, е добро. Уште нешто. Македонија не знае користи потенцијалот на пензионерите од другите држави што сме, македонци. Немаме здравство, немаме одиш у трговина, у продавница, одиш у негде да сака нешто да набавиш, возите по автобуси, нема култура, ѓубре колку сакаш. Така, благодарам многу и вам за јавувањето. Подсетување за останатите, внимавајте, тајмерот одбројува 90 секунди за едно јавување. Добро вечер. Добро вечер, убав ден. Најубав ден и вам. Благодарам. Прво, во принцип, не само јас, никој не сме задоволни од работата во институциите. Затоа што тие прво се пренатрупани, значи како кадар, ако треба да работат 5, работат 8 души или 10. И кога ќе отидеш таму он сака или неќе, мора да ти ја сврши работата. Но, значи се случува, дојди утре. Денеска не може да најдам документа и слично, значи и поред што се превработени, фактички тие значи не ја работат, не ја заслужуваат платата и ми се чини дека мора еднаш да се направат реформи во значи институциите, дали има потреба од толку работен кадар да биде запознан. Ако има потреба од 5 души, нека има 6, ради некој болоање, овамо таму отишол, некој носи одмор и така натака, но не да бидат, ако е потреба 5, они ставиле 10 души, нема столчиња кај да седнат. Второ, зошто вика сака да работат во администрацијата? Па да ви кажам најискрено, јас кога бил сега помлад, кога би бара работа, сигурно побрзо би отишол во администрација, затоа што таму контролата е нула. Јас можам да излезам во секое време, да одам до пазар, до продавница, до институција друга, да си вршам мои работи. Дури може да се бајле само да се потпишам картончето да го чукнам и да не, значи, и денеска да имам и дневница, а да не сум на работа. Затоа го посакува тоа работно место и е многу ценето за тие што работат таму, затоа што бенефициите што ги добиваат тука, во друго работно место нема шанса да ги добијат. Благодарам, поздрав. Благодарам многу и вам. Добро вечер. Добро вечер, Тина. Па еве, дали сте вие лично задоволни од работата на државните институции? Воопшто не сум задоволна од работата на државните институции. Поднесувам барање во врска со една распаднана куќа 3 години, никаков одговор нема. Само ме шуткат од врата на врата, ја испадна како бирачко топче. Тајте чукне, вајте чукне, вратите се затворат, а јас паднам па у дупката. Така се работе билјардо кога се играе. И јас се исто така чувствувам. Никакви одговори немам од од општината во Штип за решавање на мојот проблем. Затоа што куќата е веќе во распаѓање, јас живеам у неа, а никаков одговор немам. Фаќа урбанистички план, ни ја рушат, ни дават да се продаде, ништо не дават. Според вас, бидејќи сте повозрасни, некогаш сите работеа во државни институции, се беше државно. Повеќе се работеше некогаш во државните отколку сега? Повеќе се работеше со моливче, се работеше и со гумичка. А сега се работи со компјутери,
а некои уопште ни не знаат да ги уклучат ни компјутерите, седат тамо, лакират си ноктите, кој трепки си праве, кој ногти си лакира, кој кафиња си пие и само вика оди у другата врата, оди у втората, оди у третата врата и ти само се... Благодарам што сте на вистинската линија, црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добро вечер. Добро вечер, Тина. Повелете, ве слушаме. Дали сме задоволни од администрацијата? Так. Абе види, према како што ги има на број, уопште не сме задоволни. Пред малко спомна ова господја во години, и јас сум у години, пред 50 години, комбинат од 4000 вработени. Само една книговодител, што кажа господјата, со пенкало. Цело книговодство го вршеше еден благајник. Сега што правиме, нема доволно место во канцелариите кај да седат овие. Се уште се оде на она мишај врата, како се извика, она зима и плата. Дали некогаш имаше поголема контрола на квалитет на работа во државни институции? Да, и беа нормирани. И многу му беше потешка работа. Сега на овие администрации кај нас уште да му направиме роботи, они да му вршат работата, а овие да зимат плата. На така ми личи мене. Се исклучи најверојатно гледачот. Добро, благодарам многу и вам еве што бевте дел од црвена линија. Продолжете да не гледате. Добро вечер. Добро вечер, се слушаме. Да, одлично ве слушаме. Повелете. Прашањето ви е можеби во една конотација изместено од причина што дали мислите вие како новинар дека имаме институции? Тоа е абсурд. Секаде каде што имаме автоматска секретарка и кога ќе се јавите, ќе ви исклучи, ќе ви каже дека бројот е запатен и треба да вртите по 100 пати за да ви се јави некој таму партиски послушник што го вметнале за да зима само плата и да клати врата и нема две чисти самиот од себе, а не камо од работата што треба да се работи и работните обврски. Ние секогаш ќе мислиме, овие наши граѓани ќе мислат дека ние имаме нешто, но всушност ние имаме распаднато друштво. Се додека овие наши граѓани не сватат дека ние не можеме да трпиме ничија услужна дејност да ни се представува како власт. Владата е извршен граѓански сервис. Парламентот е законодавен граѓански сервис. Јавното обвинителство, судството, се законодавни сервиси по основ на нашето граѓанство, но всушност тие ни се власт. Тие се поставуваат како власт и политикантите и политичките партии се всушност се борат за да дојдат на позиции да станат власт и ништо повеќе од тоа. Благодарам многу и вам за јавувањето во црвена линија. Внимавајте само на тајмерот, ве молам, сите останати се разбира кој што допрва ќе се вклучите. Добро вечер. Добро вечер. Колку вие лично сте задоволни од работата на државните институции? Мене... Се слушаме? Се слушаме. Да, колку сте задоволни од работата на државните институции? Па многу малку, многу малку. Според вас зошто е тоа така, еве? Па затоа што има пренатрупаност, премногу луѓе на едно исто работно место, многу столчиња, така натаму. Зошто еве е една од најпосакуваните работни позиции во нашава земја да се работи во државна институција според вас? Затоа што ако ги пуштиш тие што се во државни институции сами, не знаат што да работат. Значи немаат визија, немаат способност, немаат знаење, не за сите нормално, но за голем дел од тоа важи. Ако не се во државна институција, поима немаат што со нивниот живот. Така, никогаш се беше државно, така ќе се изразам, па колку еве драматично се променија работите во однос на квалитетот на тоа да добивате услуги од државна институција? Некогаш се беше државно, точно така.
Имаш и тогаш мани милион, но сега веќе партиите го направија своето и овој крај нема од затвореност на институциите, не работа, паузи, кафиња. Да не збориме за општините, да не збориме за оддело за странци, за лични карти, за образование, за амбулантите, сестрите. Значи сето е тоа. Благодарам многу и вам за јавувањето во Црвена линија. Добро вечер. Добро вечер. Верувам дека сите вие кои што ќе ве превземат од режија, бидејќи имаме огромен интерес во ова денешно издание на Црвена линија, ќе имате и трпение секако да заврши претходниот гледач, за да ве вклучат и вас. Така да не се исклучувајте, сакаме да слушнеме колку сте задоволни од работата на државните институции. Добро вечер. Добро вечер и убава вечер. Убава вечер. Па, да ви кажам, ова го беше и порано, кога беше све државно, пошто слушнав дека и тука може да се овако, значи истото беше и тогаш. Значи јас не памтам, јас имам 42 години работен стаж, по сила на закон, зашто немав години на старост и морав да работам по 7 години, значи јас знам како и држав. Меѓутоа, ја не памтам нешто, еве кажем, во времето на комунизмот, кога све беше државно. Ја не памтам да си завршила работа негдека без непотизам. Еве си кажем, дали ако треба на лекар, дали во апотека, дали не знам кај да кажам, институции. Со врски сакате да кажете? Да, управа за приходи, значи не знам, еве јас си кажем јавно. Јас нигдека немам завршено, па тоа е непотизам, врската е непотизам. Значи ти ако немаш пријател, на некој пријател или роднина, не мора директно тој, на колешка, пријател работи таму, оди ке ти заврши работа. Не знам, на некој пријател, братучет работи у ПИОМ, оди ке ти заврши. Не знам, имаш медицинска, и да не набројувам. Значи, све на таков начин, истото и тогаш беше, со чест на исклучоци. Значи, секој пут да кажеме дека некој работи, за тие што не работат, мора некој да работи. Значи, некој, работата мора да оди, меѓутоа како ќе оди, тоа е веќе друга ситуација. Значи, еве, јас ти кажам дека никој пут, еве и до и ден денеска нешто да направиме, може да завршам работа, ако немам некој познавник негде или преку некого. Значи истото се продолжува. Само пак ќе кажам со чест на исклучоци, значи мора да има некој што работи. Така, благодарам многу за јавувањето. Ајде да слушаме останатите што ќе одговорат. Добро вечер. Добро вечер. Дали имаме некого на Црвена линија? Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Сега вака, значи институциите дали си ги работат работите ни најмалку. Затоа што мачам скоро, па можда 7-8 години, значи да добивам информации од институцијата Фондот за пензиско и инвалидско, значи никако не можам да добивам информации како прво, значи дали ме следува на нешто за да можам, значи да и никој не ме упатува на вистинското место, значи дека да се обратам. Секој како пред малку таа баба ќе ја наречам, што убаво си кажа дека од врата на врата ме маат, не знаеме, ние ојте у УЈП, оди у фондо, од УЈП, ојте у фондо, ојте ваму, ојте таму, прашајте, значи дека и да отидеме, а работе се за скратено работно време. Значи со едноставни прашања, за едноставни прашања никаде не можам да добијам информации, значи дали ме следува едноставно некоја додатна плата од државата, значи не само од газдата. А секаде ме упатуват, оди кај јавен обвинител, оди ваму, оди таму, значи никаде не можам да ги добијам никакви информации, дали се нешто прекрива или што се работе, значи не знам, едноставно никој не си ја врше работата. Благодарам многу за учеството во Црвена линија. Добро вечер. Ало. Ве слушаме во Црвена линија. Здраво, Тинче.
Здраво. Само си го поем песната Тинке, дете линке, многу го таа песна сакам и те чуем, да те поздравим од срце, денеска убав празник, Тинче. Така. Да кажеме убави зборови, Тинче, да ти кажем, јас сам работила и на Норма, и у администрација, и секаде. Па што народот се толку жали, да ти кажем? Па услужливи се. Еве, например, ја не сам толку години, имам стаж, 45 години, ја не знам некој да ме вратил, да рече, не сакам да те услужим или овој, што го толку нападат администрацијата. Само знаеш зашто сите деца се нежни, секој чува по едно-две и секој сака да му е лесна работата. Јас знам од порано кога работеше фабриките, например Карпуш, Тураница, тие Бентомак, никој не сакаше у собрание да работи зашто беа многу мали плати. А овамо беа толку големи плати, значи сите, ама како почнаа да се затварат нели фабриките и нема дека да идат и сите у собрание. А како почнаа па овие партии, па тоа е уби Боже. Ја бар има шанса да работим со троица, четворица градоначалници, абе тоа е такво препирање, такво карање, нашите, вашите, нашите. Сакала се на некој начин да ни кажем да не се толку... Ајде, кажете ми во рамки на вашиот работен век во државна институција, имало ли контрола на квалитет на работа? Па имаше, да ти кажем, Тинче. Имаше, само многу не ми се свиѓаше што не знаеше ја да штедат. Например, има парно, они пуштат греалици, оној, знаеш, државно, како мислеше дека можемо све да работи. Ете, тој не ми се свиѓаше што не знаат да водат ред, што не се никакви домаќини, дали дома така прави. Така, благодарам многу, еве, што ни споделивте со јавноста на што сте сведок во тек на вашиот работен век во државна институција. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер, Црвена линија. Добро вечер. Повелете, во Црвена линија сте. Немојте толку да ги критикувате институциите. Замолам. Затоа што јас сум презадоволна. И нема врата што ја немам отворена. Малку бидете потрпеливи. Замолам. Граѓани на Република Македонија. Малку повеќе трпение. Благодарам, пријатно. Благодарам многу и вам. Секако во Црвена линија, затоа ја креирате сите вие, бидејќи имаме можност да го слушнеме ставот, оценките на гледачите, во овој случај како граѓани. Така да Црвена линија денес прашува дали сте задоволни од работата на државните институции. Добро вечер. Хало, добро вечер. Повелете, ве слушаме. Се слушаме? Да, повелете. Слушајте ме пажливо. Јас, кој ќе вадев лична карта или возачка дозвола или пашапорт, било што, идам на шалтер и вика ќе дојдеш за месец дена. А ја во истиот ден од позади, затоа што познав, ме познава, од другата страна, за 10 минути ќе го земам и си ќутам. И ќе свратам па после 5-6 дена, докај сме, и па ти рековте за месец дена ќе дојдеш. Добро, дали било за еден документ, стално така, практички се измотават. И кој ќе сознае што е случајот, ќе им беше стран да ме сретнат, да ме видат. Вика, со тебе не можеме ние. Па чекај бе, ти си поставен тука, ми кажуваш за месец дена, ја го извев истиот ден позади тебе. Тоа е не е одговорност, без морал, без култура, без школо, така донесено седнато, не знае да ти одговори. Тоа е катастрофа. Сега е и претходниот систем, и тој беше за никаде. Овој сега нема кантар што го мери. Нема кој пред кого да одговараат. И пред тој што треба да одговараат Бетарија и тој. И затоа е вака се раскалашено. Шалтерот е распаднат. Не можеш да влезеш, не можеш. Наредиле полицајци повратине, безработници седат, не знам зашто седат, прашај зашто седиш тука, не знам, вика ме ставија да седам. Тоа е брука невидена. Јас кај мене од фирмата, видам да лета со очи. Благодарам многу за вклучувањето во Црвена линија. Подсетувам, внимавајте на тајмерот. Како да е, еве можевме да чуеме досега многу јавувања, се разбира драго ни еве и што имавме гледачи кои што и работат во државни институции, споделија со останатите всушност како од другата страна.
Црвена линија и понатаму еве прашува, ве прашува онаму каде што верувам дека горе-долу не заследивте веќе сите и земавте активно учество во денешната анкета. Времето наложува секако да ве подсетам што е она што ве прашуваме на Инстаграм, а тоа дали би работеле во државна институција ако платата е 2 пати поголема во стопанството. И ова е навистина реткост да имаме вакви резултати, поточно изедначени, каде што со да одговорија 50%, ама и со не одговорија 50%. Да ги погледнеме рекламите, а потоа повторно сме заедно во студио. Благодарам многу за ова денешно издание на Црвена линија. Без вас секако ќе имаше поинакво чувство да се креира емисијата, но како да и денеска верувам дека го постигнавме она очекуваното, тоа гласно да слушне јавноста какви одговори даваат и мислење имаат граѓаните. Сега сум многу сентиментална некаде пред крајот на оваа Црвена линија, расположена, цела претворена во детство и ми иде да пеам среде емисија високо елката ми стои, а од ненат ми е додека кате таму пари број. Браво, браво! Значи, те гледаме со Кате... Што? Што? Која сме кај елката. Еден зум ке ве молам на врвот на нашава елка, додека ја покажуваат твојата елка. Да видиш што се случило со нашата елка. Дали орли, птици, нешто, лилјаци влегле во студиото? Влегле. Добро, како и да е, те гледавме со Кате, нели, за време на твоето шоу, драга колешка, и констатиравме дека елката прекрасно изгледа. Визуелно и во обем многу убаво се уклопува во сценографијата. Ама многу е убава, па дека ми е подарок. А прекрасно. Дури и голема ја глед. Порасни уште 2-3 педи, точно е смислена за твојата елка. Така е. Така е.